Кога еден млад човек ќе го избере вистинскиот правец во животот и одлучно ќе зачекори по него, тогаш крајните достигнувања немаат граници. Таков е примерот со кочанецот Тоша Јовчевски, кој по дипломирањето на медицинскиот факултет во Бугарија направи храбар исчекор, определувајќи се да работи и специализира гинекологија во еден од најубавите германски градови, Фридриххафен, сместен на тромегијето со Австрија и Швајцарија. По 4 години поминати таму, сега уште повеќе е сигурен дека го избрал вистинскиот пат и дека е дојден до фаза кога знае што сака и што може. За сето тоа што е зад него и за остварувањето за плановите за еднината, голема улога имаат неговите родители Лилијана и Сретен Јовчевски, кои се негова бесконечна поддршка. Телевизија Кочанин одамна му беше на гости на гинекологот Тоша Јовчевски во неговиот Фридриххафен, каде направи ексклузивно интервју кој на нашите гледачи ќе им ги долови основните карактеристики на овој преубав град. Ќе им ја открие непосредноста на нашиот домаќин, како и низе други информации за животот во развиениот свет. Како медиум, сигурни сме дека ќе придонесеме голем број млади луѓе да ги придобијат границите на локалното размислување со единствена цел затвореноста да не им ги врзе очите и амбициите и да ги ограничи на патот кон успехот и професионалната кариера. Во оваа емисија ви го пренесуваме разговорот со Тоша Јовчевски, кој веруваме дека ќе ве задржи пред ТВ екраните до самиот крај. Фридриххафен се некаде околу 70.000 жители и германците со право му вика дека е the happy end of Deutschland, бидејќи е на крајот на Германија и регионот е многу познат, туристички регион и е на границата со, значи на тромеѓето е со Австрија и со Швајцарија. Претежно живеат германци, меѓутоа има и многу странци, бидејќи кои што работат овде, бидејќи има многу фабрики, ЦТФ, Цепелин, МТУ, тоа се фабрики што ги прават
моторите за авионите, за Airbus и сите оние автоделови за BMW, Audi, за Volkswagen. Затоа има многу странци во регионот. Во целиот регион на Бодензе, значи невработеноста процентуално се движи од 1,1%, што значи дека Сите скоро се вработени. сите скоро се вработени, да, нема човек што не е вработен. Претежно се занимаваат со, значи, покрај тоа што и туризмот е развиен, е развиено и земјоделието, има многу јаболки и многу винови лозја, се занимаваат значи највеќе со индустрија. Ова е индустријски град и, нели, кажав, процентуално се движи невработеноста од 1,1%, што значи дека секој е вработен. Кафен е познат и во цела Германија и, нели, пред нацистичка Германија во тоа време е познат по цепелинот. Значи, овде е изграден цепелин, направен цепелинот, значи, во фабриката Цепелин, по познатиот граф Цепелин, кој што е бил собственик на таа фабрика, 30 и не знам која точно. И градот на времето е бил најголемиот центар за војна индустрија. И затоа овде, значи, во градот нема така стари градби, бидејќи со капитулацијата на Германија 44-45 година градот е бил сравнен со земјата, бидејќи сите овие сегашни фабрики кои што се огромен дел, значи кои што го креваат нивото на економијата во Јужна Германија биле сите војни фабрики, војна индустрија. И затоа нормално. Ова е релативно нов град, значи со релативно нови згради. Меѓутоа градот функционира безпрекорно, како што кажавме и преска, нели, 1,1% невработеност. Јас сум прифатен исто како да сум дома, значи јас веќе 4 години сум во Германија, во регионот сум 3 години скоро, сум прифатен исто како да сум дома. Значи јас сум многу задоволен, слава му на Бога, работам, имам многу странци, како што кажа, во регионот. Има неколку фамилии, меѓутоа поради тоа што јас сум многу зафатен и имам малку слободно време, немам за жал време да се дружам со нив. Јас овде работам во болница, јас специализирам гинекологија, веќе сум 4-та година на специализација и навистина ми е така. Убаво на душата кога дојде некој пациент или пациентка од Македонија и кога се породи, кога
знаете. Има пациенти од Македонија и кога така прифатен сум одлично, значи на германците им е многу драго тоа што како странец се еманципирам, не само јас, општо за секој кој што доаѓа во Германија се еманципира и работи и го знае добро јазикот, така да, како што кажав, јас сум и интересен на пациентите, на пациентките, бидејќи странец, млад, добро го знае јазикот и ние имаме, македонски менталитет кој што сме така по пријат, по топли луѓе и едноставно мојот пристап кон пациентите е различен, поразличен од германците и затоа јас сум единствен маж на гинекологија. Самата болница има околу 3500 вработени. Тоа се нормално, не се само лекари, овде има и помошен персонал, значи сестри. Кај нас на одделението сме, значи ние 8 специализанти, 4 ментори и шефот. Ова е нашата работна соба. Па јас како веќе 4-та година сигурно некаде околу 500-600 порадувања, околу 100 царски, па нормално видите со 1300 порадувања на година. Тоа е дел од работата, мора да се прави. Македонци има еден македонски болничар кој што е тоа е тука одам, значи 20-30 години, потекло од Крива Паланка на хирургија човекот. Меѓутоа специјално кај мене на моето одделение имаме многу странци, меѓутоа македонци нема. На одделението кај мене се зборуваат 28 различни јазици. Тешко е да се напушти родната земја, меѓутоа желбата за успех, желбата за напредок, јас безпрекорно, се сакам својата земја и не велам дека некогаш нема да се вратам како специјалист да ги пренесам тие знаења и тие искуства што тука ги собирам. Бидејќи навистина се безпрекорни и како што кажам, односот помеѓу пациентите и односот лекар-пациент и пациент-лекар е на високо ниво и за жал по-различен од кај нас. Е многу по-различно од Македонија.
Има дискотеки, има барови. За време на летниот период има околу 2 милиона туристи кои што го посетуваат градот, така да за време на летото градот живее многу подобро од сега. Бидејќи нормално, сега секој е на работа и нормално кога сте од Савајле на работа, нормално дека нема Не. да видите во дискотека до 4 до 5 Савајле. Тоа поразлично е. Луѓето се овде се дружат, се излегуваат, меѓутоа поразлично од Македонија, како што кажав, нели, се сретнуваме со колеги, со пријатели на вечера или така нешто, ама поретко во дискотеки. Во зависност од тоа што се работи и нели, и големината на платата, меѓутоа една основна плата тука во градот е така, околу 1600, 1700, 1800 до 2000 евра. Кое што е добро за Германија, иако има повисок стандард, добро е да се живее. Нормално, ова е туристичко место, како што кажав, и побарувачката за работна сила е огромна. Потешко е да се најде живеалиште, да се најде стан, меѓутоа со малку среќа и со Божја помош се доаѓа на свој место. Телевизија Кочани му благодари на Тоша за гостопримството и за подготвеноста да не прошета до незначајните места во Фридриххафен, како и за сите контакти и информации со кои ги удостои нашите гледачи.